Почитувани мој, добар ден. Еве оваа работна недела ќе ја заокружиме во ова петочно издание на Црвена линија со уште една интересна тема за која веруваме како ќе ви има во огромен број, а еве и зашто ќе зборуваме. Кој знае колку реформи има во образованието во овие 30 години, а резултатот е национална катастрофа. Истите зборови ги употреби Патриция Ди Джовани, представничката на УНИЦЕФ, со објаснување дека половина од учениците во земјава ги немаат основните вештини за читање, математика и наука. Да повторам, од учениците во земјава, значи, ги немаат основните вештини за читање, математика и наука. Порано, кога ќе повикаа родител во училиште, се знаеше дека следува казна за ученикот од родителот. А сега, кога ќе се појави родител во училиште, стравот го берат наставниците и професорите. Лани во Црвена линија зборувавме за едно средно училиште во кое од 200 скроз одлични ученици само неколкумина го положија приемниот испит. Средното образование го стекнуваат тука во Македонија, а тие малку што знаат и сакаат да продолжат со стекнување нови знаења, на факултет се определуваат да студираат во странство, а потоа и не се враќаат дома. Студенти се помалку се запишуваат на нашите факултети. Интересно е што интересот за упис на градежниот факултет на УКИМ е загрижувачки мал. Во последните 10 години од 297 впишани бруцоши, сега има запишано само 84 бруцоши. А на ветеринарниот факултет таблото на дипломци за 2023 година има 36 професори, а само 3 дипломирани студенти. Она што сакаме да зборуваме со вас денес е зошто децата не знаат да читаат, зошто не знаат математика, зошто одат да студираат надвор во странство и што уште поважно одлучуваат да не се вратат. Каде е проблемот во нашето школство, во децата, во родителите, наставниот кадар или во Министерството за образование? Тоа се оние прашања кои што денес ги поставуваме за сите вас. Меѓу другото, истите прашања се поставени како темава, се разбира и на социјалните медиуми. Не заборавајте Facebook Црвена линија, Twitter Црвена линија, профилот на Телма телевизија и секако, еве, уште еднаш повторувам, оние можеби кои што ни се нови гледачи во Црвена линија, кликнете на Instagram, заследете на таму и веднаш на Instagram стори, ќе ве пречака и денешната анкета. Она што ве прашуваме е дали подарените оценки се проблемот што децата ги немаат основните вештини за читање, математика и наука. Две опции за одговор. Да, не како сметате така, кликнете, се разбира, резултатите ќе ги соопштам по рекламите, како што и правиме постојано во Црвена линија. А тука и ќе ве подсетам, ова правило важи за оние кои што можеби прв пат ќе се вклучат во Црвена линија. Не заборавајте повртењето на телефонскиот број 023070005. Се разбира, 5 линии активни и намалување на тонот на телевизорот. Едноставно, јас и вие зборуваме само преку телефонска слушалка. Па ако веќе сакаме и да се подготвиме подобро, не е лошо да го погледнеме и прилогот на мојата колешка Нина Стефанова. Погледнете. Национална катастрофа. Македонија долго време се бори со кризата во образованието и покрај малото подобрување во поглед на резултатите на учениците од ПИСА стандардите. Сепак државата доцни зад балканските и европските држави. Со овие зборови представничката на УНИЦЕФ, Патриция Ди Джовани, го почна своето обраќање на меѓународниот форум за соодветно користење на училишните ресурси. Повеќе од половина од учениците во оваа држава ги немаат основните вештини за читање, математика и наука. Тоа треба да национална катастрофа, така итен случај за нас, бареме. Сериозен недостаток на финансии, ресурси и капитални расходи, нема одржување на самите објекти и инвестиции во професионалниот развој на кадарот. Во првите редови незиното обраќање го следеа министерот за образование Шакири и заменик министерот за финансии Филип Николовски. Оптимизирањето на училишната мрежа нема да биде брз и едноставен процес, но мора да се случи.
Анализите покажува дека имаме неефикасна училишна мрежа во која има голем број на училишта со многу малку ученици, а од друга страна во одредени средини има преполни училишта кои се соочуваат со недостиг на простор, но исто така и кадар. Според анализите на експертите, мобилизирање на повеќе финансиски средства не е единствен проблем за образованието, туку се чини дека неефикасноста во искористување на ресурсите е поголем предизвик за земјава. И некои пресметки на Светска банка не за Македонија, но за цел Западен Балкан, е дека за да ги стигнеме земјите, резултатите на земјите од ОЕЦД, на земјава или на земјите во Западен Балкан ќе им се бидат потребни 26 години. Што значи, секоја година, не секоја година, секој месец е битен во намалување на овој јаз помеѓу резултатите на нашите деца и резултатите на развиените земји. Загрижувачки е и фактот дека постои јаз помеѓу децата кои припаѓаат на семејствата со низок социоекономски статус, кои заостануваат 2 учебни години во однос на децата од семејствата со највисок социоекономски статус, додаде Нацева. Ето ме мене повторно во кадар, го погледнавме и прилогот, што значи еве ќе потсетам денес навистина сакаме да ве слушнеме како ги коментирате последните оценки на Патриция Ди Джовани, која што е представничката на УНИЦЕФ. Ќе кажам слободно дека ова и не се така благи зборови, односно да се каже дека резултати во образованието во овие 30 години се буквално национална катастрофа. А зошто е национална катастрофа? Со оглед на тоа што половина од учениците во земјава ги немаат основните вештини за читање, математика и наука. Интересно дека оние кои што се посветени од својот ден први во образованието, ученици кои што постигнуваат врвни резултати, едноставно како по дефолт иднината си ја гледаат надвор. По завршувањето на средното образование веднаш се разбира, бараат стипендии и начини што поскоро да си го продолжат високото образование надвор од земјата и што е интересно, не да ги вратат стекнатите знаења и вештини и да станат големи професионалци во нашата земја, туку одлучуваат да сето она што ќе го стекнат всушност го инвестираат во други земји. А познато е дека каква е младината, таква не е иднината. По она што ве прашуваме каде го гледате проблемот. Дали проблемот е генерално во нашето образование, школство, дали го гледате проблемот во децата, во родителите, во кадарот или можеби во Министерството за образование. Уште еве да ве стимулираме, верувам ќе бидете изненадени, а она што е можеби изненадувачки и досега во Македонија ретко се случувало да изгледаат вака таблоата, еве го и таблото на Факултетот за ветеринарна медицина. Што е она што фрапира? Верувам дека од режија ќе ја покажат фотографијата. На прв печаток по некоја инерција би помислиле дека сите овие ликови се всушност студенти кои што дипломирале, но не. Станува збор за тоа дека има вкупно 36 професори, но дипломирани се само 3 студенти. Па еве, дали сметате дека можеби подарените оценки наназад се проблемот што децата ги немаат основните вештини за читање, математика и наука? И зошто всушност сме сведени да едноставно ситуацијата во образованието ја дефинираат како национална катастрофа? Ке подсетам 0230700005, телефонскиот број е отворен, линијата треба да биде, како што некој од вас вела, джешка црвена линија, а што е најважно, имаме и 5 активни линии, 90 секунди за секое јавување и задолжителното намалување на тонот на телевизорот. Па еве да видиме дали имаме веќе некого на линија. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, како и да е, јас ќе продолжам и со она што го нарекувам социјални медиуми, меѓу другото како и во секој издание на Црвена линија ќе подсетам дека и твитерџиите активно ги вклучуваме и оваа проблематика мора да се забележи дека што се однесува до состојбата во образованието во нашата земја,
коментарите горе-долу, како и резултатите да се повторуваат секоја година постојано. А зошто е тоа така? Најверојатно ќе го добиеме одговорот и од вас, оглед на тоа што многумина од вас, ќе подсетам, сте и родители, може би работите со своите внуци и сочувате и гледате всушност како изгледа нивниот пристап и однос воопшто кон наставата. Дали може би треба да се модифицира образованието, односно дали може би е преобемно, дали може би пандемијата си го направи своето, дали може би оние постојани дојави за бомби и отсуствувања од училишните клупи доведоа да имаме генерации кои што повеќе од половина од учениците во земјата, ќе подсетам, немаат основни вештини, замислете, за читање, математика и наука. Добар ден! Дали се слушаме? Најверојатно нешто е поинако денес, а како и да е, ќе подсетам дека со вртењето на телефонскиот број 02307-005 така, ми јавуваа дека имаме некоја блокада на линијата, тоа брзо ќе биде решено секако, но еве и ќе ве инспирирам. Титерџите и како годините наназад, особено минатата година, многу пишуваа за состојбите и она на што еве денеска во една формулација е укажано токму од представничката Патриция Ди Джовани на УНИЦЕФ. Инвестирањето, вели таа, во образованието ќе гарантира иднина и шанса за фер детство на секое дете. Како и да е, имаме впечаток дека постојано се зборува, еве, оние кои што се надлежни, како се инвестира во образованието, како се користат напредни алатки, дека децата се нашата иднина и дека се најважниот фактор, но некако праксата покажува дека имаме поразителни резултати. Како и да е, еве што има напишано is no good. Ако веруваш дека ние сме спремни за ЕУ со вакво невладење на право, катастрофално образование, здравство, нема институција која не функционира. Не знам како не ви е јасно и утре да влеземе во Европската Унија, истите проблеми ќе ни останат исто како Бугарија или Романија. Па, каде ја гледате вината? Тоа е она што навистина сакаме да го слушнеме, особено од вашето лично искуство. Некои од вас кои што еве се вклучуваат во црвена линија, некогаш биле родители, биле сведоци на поинаков образовен систем, поинаков модел, денес преку вашите внуци, а некои како родители. Ајде сега да видиме што исто така можете да се разбира, прочитате многу повеќе. Јас ќе подсетам меѓу другото, значи на Facebook, социјалните медиуми, таму секако дискусијата може да трае и надвор и пред и надвор од црвената линија. Така да, што се однесува до темата, ќе напоменам дека коментари секако се добре дојдени. Еве како изгледаме на црвена линија, во меѓувреме додека чекаме да се одблокираат линиите. Еве, темата не е едноставно е прашањето, можете да видите каде е проблемот во образованието. Дали е тоа во децата, во родителите, дали е тоа во наставниот кадар или пак во Министерството за образование. Секако сакаме од ваш личен пример да слушнеме, особено доколку сте родители на кои што учениците им се активно вклучени во образовниот систем, со што забележувате, на што имате приметби и секако каде го детектирате проблемот. А еве што напишал Винг Б. Чун, што се однесува, ја стартувал дискусијата на Facebook црвена линија, вели: за да владееш со народот, дај му лошо образование. Подарени оценки и дипломи, утре тој архитект или доктор треба да гради згради, мостови да не лечи. После умирале пациенти,
Чорба Македонче напишал. Секако можете да продолжите да коментирате, ќе подсетам лайкнувате и шернувате. А јас меѓу другото ќе подсетам дека лани во едно средно училиште имавме и специјално тема во црвена линија кога се случуваше ова, беа регистрирани пријавени пред се на приемниот 200 скроз одлични ученици, а само неколкумина го положија приемниот испит. Средното образование е исто така една мерило, особено приемните испити, каде што нормално голем дел од учениците всушност, особено доколку во средното училиште има големо побарување за огромен број на ученици кои што сакаат да си го продолжат образованието, најдуваат на ваков тест. Но минатата година се случи ете во една елитна видна гимназија, Стара Скопска гимназија, да едноставно сите бидат изненадени. Од 200 скроз одлични ученици, ќе подсетам, едва дали 40 го положија приемниот испит. Она што фрапира е секако што нормално се уште оценките се оние кои што ги валидираат знаењата, успехот секако се валидира и поведението на учениците. И се разбира се повеќе се соочуваме со огромни разлики. Учениците доаѓаат и секако се пријавуваат за запишување. Она што е интересно, како се запишуваат, така на приемниот испит покажуваат сосема поинакви резултати. Сега веќе сме дефинирани како национална катастрофа во однос на резултатите во образованието. Конечно, првиот гледач, добар ден. Добар ден. Па секој добро, не знам дали сте некому дедо, дали еве сте како сте биле родител, па еве наназад низ вашето искуство каде го детектирате проблемот за оваа оценка? Прво, многу време ми требаше да добијам. Звони, никој не се Најавивме и јас, ако можете да забележите, имав еден поприлично подолг говор, ќе кажам, и обраќање, блокирани беа линиите, ви се извинуваме, но еве ве имаме, па еве повелете. Стварно, јас сум дедо, ме познавте, ама у моје време, кој ќе викнеа родител у школа, ние децата на клоци не носеа дома, татковците. А сега, кога ќе дојде родител у школа, наставниците идат дома на клоци. Така да мислам дека тоа треба да се врати. Малце построго да биде у школите и учениците да ги слушаат наставниците. Ајве, во што го гледате овој момент дека повеќе од половина од учениците во земјата ги немаат, замислете, основни вештини за читање, наука и математика? Па мислам дека математика нема тите деца исто тоа добро што пола не знаат, пола знаат, ама за читање е проблем. Треба сите да знаат да читаат. Добро, еве зошто е таков резултатот според вас? Ја мислам дека наставниците у моје време сите што не знаеа каде се запишуваа на педагошка академија. Најслабите ученици. Ја мислам дека ама тоа нема везе, таа генерација отиде у пензија. Така, еве сега што ова се нови резултати, на што се должат? Па не знам, на новите факултети кои прават кадар најверојатно. Така, сметате дека проблемот е и во кадарот и во авторитетот? А у Министерството и тие си имаат некоја белја, сигурно. Не се тие да не се... И тие се кабаат. А еве како го коментирате подарени оценки? Дали може би и тоа е една од круцијалните причини? Па порано се подаруваше една оценка 200 знаева на тие девојчињата што ќе се омажат, што нема да идат понатака на факултет. Ама сега, дојле се подарува едно дете, а нема што знае. Така, големо благодарам, еве, ако е тоа се што се вклучивте и еве бевте првиот гледач во ова денешно издание на Црвена линија, ќе ни биде особено драго да продолжите да не следите со оглед на тоа што ќе имате можност да ги слушнете и останатите кои што верувам ќе ни откриете еве одлично искуство што сте забележале, каде го гледате виновникот и така натаму. Добар ден. Дали се слушаме?
Добро, како и да е, најверојатно ќе биде црвената линија денеска малку со технички пречки, но тоа верувам и брзо ќе се санира. Сакам да напоменам, како што кажав на самиот почеток, интересен факт е дека за образованието критики од година во година. Оно што денеска јавно ни го предочи представничката на УНИЦЕФ Патриция Ди Джовани, некако како за нас и да не е ништо ново. Зошто го велиме тоа? Затоа што еве и минатата година ќе потсетиме во црвена линија имавме тема за која што навистина целата јавност беше фрапирана. Како и да е, ќе потсетам дека еве во една еминентна скопска гимназија некако на виделина излегоа работите кои што не требаа да излезат, барем така јавноста тогаш говореше, а тоа е дека нереално се оценета и цела една генерација ученици. Со просек 5.0, што значи првенци на генерацијата во основното образование, целосно кикснаете, разговорно кажано, на приемниот испит минатата година. Интересно е што има напишано на Твитер The Templar. Вели, мразам кога не знаат да читаат, а имаат право да гласаат ко мене. Сега, зошто го издвоивме ова? Дали верувате и сметате дека образованието е клучно да се издвојат генерации кои што еве во некои земји во светот, особено децата кои што се исклучително креативни, надарени, покажуваат одлични резултати во образованието, дури имаат третман и на едно вистинско национално богатство, чии што умови и знаења подосна треба нели да го покажат врвот и максимумот во интересот на една земја. Како и да е, сега ќе ве потсетам дека секако треба да кликнете и на telma.com.mk и секако еве да провериме што е тоа што се случува. Малку ќе ви дадеме време да погледнеме што не смеете секако да пропуштите на програмата на Телма телевизија. Ете ме мене по подсетувањето што не смеете секако да пропуштите на програмата, особено викенд програмата на Телма телевизија. За оние кои што можеби подосна еве пристигнаа од работното место и сакаат да се упатат за што всушност денес говориме во црвена линија, како еден вид репете, ќе го пуштиме уште еднаш прилогот на мојата колешка Нина, а она за што всушност денес во црвена линија зборуваме е дека повеќе од половина од учениците во земјава ги немаат основните вештини за читање, математика и наука. Погледете. Национална катастрофа. Македонија долго време се бори со кризата во образованието и покрај малото подобрување во поглед на резултатите на учениците од PISA стандардите. Сепак државата доцни зад балканските и европските држави. Со овие зборови представничката на УНИЦЕФ, Патриция Ди Джовани, го почна своето обраќање на меѓународниот форум за соодветно користење на училишните ресурси. Повеќе од половина од учениците во оваа држава ги немаат основните вештини за читање, математика и наука. Тоа треба да национална катастрофа, така итен случај за нас, бареме. Сериозен недостаток на финансии, ресурси и капитални расходи, нема одржување на самите објекти и инвестиции во професионалниот развој на кадарот. Во првите редови незиното обраќање го следеа министерот за образование Шакири и заменик министерот за финансии Филип Николовски. Оптимизирањето на училишната мрежа нема да биде брз и едноставен процес, но мора да се случи. Анализите покажува дека имаме неефикасна училишна мрежа во која има голем број на училишта со многу малку ученици, а од друга страна во одредени средини има преполни училишта кои се соочуваат со недостиг на простор, но исто така и кадар. Според анализите на експертите, мобилизирање на повеќе финансиски средства не е единствен проблем за образованието, туку се чини дека неефикасноста во искористување на ресурсите е поголем предизвик за земјава.
и некои пресметки на Светска банка, не за Македонија, но за цел Западен Балкан, е дека за да ги стигнеме земите, резултатите на земите од ОЕЦД, на земјава или на земите во Западен Балкан, ќе им се бидат потребни 26 години. Што значи, секоја година, не секоја година, секој месец е битен во намалување на овој јаз помеѓу резултатите на нашите деца и резултатите на развиените земји. Загрижувачки е и фактот дека постои јаз помеѓу децата кои припаѓаат на семејствата со низок социоекономски статус, кои заостануваат 2 учебни години во однос на децата од семејствата со највисок социоекономски статус, додаде Нацева. Ете ме мене во црвена линија. Ќе подсетам дека денес темата за која што зборувавме во црвена линија беше осврт и преглед и една, слободно ќе кажам, катастрофална оценка за состојбата во нашето образование, кој што буквално беше наречено национална катастрофа. Но како и да е, онаму каде што ќе закажат линиите и технички се разбира, ќе се случи понекогаш да бидат блокирани, секако онаму каде што може да продолжи дискусијата е на социјалните медиуми. Па еве ќе издвојам кои се и коментарите кога зборуваме за денешната тема. Зоран Вилковски напишал: покажете го јавно таблото на Универзитетот на Рамис Мерко, таму се води вистинското образование. Гордана Максимовска напишала: кое е образование? Знаете како изгледа професионална комуникација со високо образован кадар кој купил диплома или ја добил на подарок? Зачудувачки силни и полни со самодоверба, а во недостиг на аргументи при полемика имате одговор. Знаеш ли која сум јас? Се случило на обука да одиш и да слушаш небулози од платени кој треба да те научи. Отвараш дискусија и тонч се губи. Со месеци сме спремале испит и со страв сме оделе на полагање. Професорот сме го гледале како авторитет. Сега понекогаш се прашувам има ли крај и каков би бил. И Билјана Велиновска напишала: кај сите е проблемот купени дипломи, овде ќе си прочитате, секако нема да го прочитам зборот гласно, подобро ќе речам невоспитани деца, несоодветни министри, родители кои се закануваат на наставници, листата е предолга. А секако листата беше и предолга во однос на тоа со што се соочуваше нашето образование, па еве ќе подсетиме дека 600 оделенците можат, беше најавено, ова се еден од многуте наслови на telma.com.mk, 600 оделенците може да не добијат нови учебници, првиот човек на Бирото за развој на образование не чувствува одговорност. Ова беше на 21 јуни. Потоа имаше ситуации каде што се разбира се појавија огромен број на веќе испечатени готови учебници со еден куп грешки. Но секако не е грешка да ако не заследите и на Инстаграм. То некои што веќе не следат на Инстаграм активно учествуваат и во денешната анкета, па еве можеби телефонските линии се блокирани, но секако социјалните медиуми не. Па еве ги резултатите за денес. На нашето прашање дали подарените оценки се проблемот што децата ги немаат основните вештини за читање, математика и наука, со да одговорија 88%, а со не само 12%. Како и да е, ме гледате мене, еве ќе ве подсетам се она што сте пропуштиле, а има секогаш многу вести, многу информации, брзо, ефикасно и целосно можете да бидете информирани на telma.com.mk, таму кликнете задолжително, информирајте се. Кликнете и на Facebook Црвена линија, секако на Twitter, на профилот на Телма телевизија. Темата е се уште отворена, така да го имате пред себе целиот викенд, а секако во понеделник повторно ќе се слушнеме и се разбира ќе продолжиме само со вас, бидејќи Црвена линија и постои за вас. Уживајте во викендот, во убавото време и секако во програмата на Телма телевизија. Довидување.